Фотографиите се настанати во период помеѓу 1996 и 2000 година. Се работени на диапозитиви, значи во боја. Инаку има повеќе од 40 фотографии на самиот верски празник Ѓурѓовден. Повеќе години имам можност да фотографирам. Инаку идејата за оваа изложба и самото фотографирање на верскиот празник Ѓурѓовден доаѓа таму каде што претходната година 95-та заедно со колегата Ашмет Елезовски снимаме документарна емисија за случувањата по повод празникот во ромската населба Средорека Куманово. Така да јас потоа продолжив и после 2000 година но во друга техника, во дигитална техника, така да ова е ретка прилика да може да се презентираат на диапозитиви. Значи со проекција на платно. Изложбата е под покровителство на Фотокиноклуб Козјак, инаку најстар фотоклуб во Македонија. Така да ова е моја 6-та самостојна изложба, инаку првата е во 1997 исто така во Центарот за култура. А планирате ли можеби да ја презентирате и во останатите градови низ државата или во регионот овде кај нас? За тоа немам планови, имам други планови, бидејќи следната година ќе се сопадат 45 години како се занимавам со фотографија. Сакам да направам една ретроспективна изложба на сите мои досегашни фотографии во овој период, каде што имам фотографирано многу различни случувања во Куманово, во странство, рок концерти, политички настани и секако мојата арт фотографија. Присуствуваме на специфично отварање на изложба на диапозитиви на нашиот најстар член кој почнал во Фотокиноклуб, почнал во 1981 година. Инаку се работи за изложба на диапозитиви која е создадена во ромската населба во општина Куманово во повеќе години, сега точно кој период не сум сигурен, меѓутоа е фотографиран настан кој порано многу се славеше, Ѓурѓевден, и ќе видиме некои од фотографиите и јас ги немам видено, така да мислам дека пријатно ќе се изненадиме. Што може да ги истакнете неговите фотографии и неговото творештво? Може ли да се издвои како фотограф, по што е тоа? Вака, значи Маријан Јаневски, Шалајко, што да ви кажам, значи има учествувано на повеќе од 40 изложби на жири, као жири член. Ова му е 6-та самостална изложба, па ќе кажам специфична на диапозитиви, тоа више никој не работи. Значи јас никогаш немам појма како се работи ова. Ние сме од дигиталното време, така да се што работиме на дигитално и овие настани ни се многу интересантни и на нас, се надам и на останатата публика. Тој е кандидат мајстор, се надеваме дека за кратко ќе добиеме и мајстор во нашиот клуб. Исто така и АФИА е етаблиран освен во Македонија и на секаде во светот.